добро дојдовте во студиото на телевизија Нова. Слушнавме најновите информации. Се уште јавноста не може да го види законот што го договараат ДУИ и СДСМ, но еве се надзираат полека контурите, барем според ова што го зборува портпаролот на партијата Бујар Османи, очигледно дека е договорена целосна двојазичност на сите нивоа на државата. Вие сте експерт по уставно право, дали сметате, како го оценувате ова, дали е во рамки на уставот, убедуваат и од ДУИ и од СДСМ дека е во рамки на уставот? Добро, јас внимателно ги следам сите политички случувања во Република Македонија, особено оние кои што се во контекст на уставот и во контекст на целата таа уставно-правна димензија на секој едно прашање, кое што посебно може да ја одвлече, би рекла, Република Македонија во една несакана насока или несакан правец, кој, би рекла, нема да ќе дефокусира политичката криза или ако сакате ќе зголеми уште повеќе и ќе ги разлабочи, ќе ги разгори националните страсти. Па токму затоа мислам дека секоја изјава која што е дадена, особено од лидер на политичка партија, мора да биде многу повнимателна од она што сега го гледаме. Имам чувство дека позади целата таа еуфорија која што се чувствуваше во изјавата на господинот Заев, се крие еден голем страф и се крие еден голем прашалник, што доколку не успеам да го спроведам докрај сценариото кое што ми е дадено во рака, и што со мене и со мојата политичка кариера и воопшто со сите оние што ги повлеков со мене, во услови кога нема да можам да го реализирам тоа што го ветив. Што сакам да кажам? Да беше така лесно и така едноставно, како што Зоран Заев сака да каже дека готово веќе се договорили, дека нашле соодветно заедничко решение во рамките на законот и да беше тоа се во согласно со уставот, верувајте дека за такво решение ќе најдеа заеднички јазик и претходните коалициони партнери, односно ВМРО, ДПМН и ДУИ. Да беше се тоа така едноставно и ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе се договореа за прашања кои што не задираат во уставот, не се надвор од уставот и така натаму. Но видовме дека ВМРО ДПМН застана за својата мисла, застана за тоа дека не може да работите додат така како што ДУИ ги замислиле и токму заради тоа и се прекинаа преговорите, односно не успеа да се состави влада. Што мислите дека ако работите беа како што Заев вели готово расчистени, се е во согласно со уставот и така натаму, господинот Груевски немаше да направи влада, ќе направеше. Но проблемот е во тоа што многу од работите кои што ги бара ДУИ не се во согласно со уставот и сега сакаат преку разводнување, преку релативизирање, преку еуфорични изјави дадени од Сараево да не замантраа тука и да кажат дека, видете, ние уствари се договоривме, се е во рамки на устав, се е согласно правилата и одредбите содржани во уставот, а всушност не е така. И ако се види... Професорке, членот 5, значи, цело време се зборува за член 7, но амандманот 5 е тој што е клучен, затоа што амандманот 5 ја заменува содржината на членот 7, донесен во 91 година. Во амандманот 5 јасно се вели кој е службен јазик да покаже да може гледачите да следат. Така. Кој е службен јазик на територијата на цела Република Македонија и во меѓународните односи, значи во комуникацијата со меѓународните односи. Тоа е македонскиот јазик. И кое писмо е службено. Македонскиот јазик е службен јазик на цела територија на Република Македонија и во меѓународната комуникација, во меѓународните односи, а кириличното писмо е службено исто така на цела територија на Република Македонија и доколку се одвива меѓународна комуникација со други држави, односно во меѓународните организации. Значи, да не беше доколку беше поинаку, како што бараат во албанската платформа албанските политички партии, во тој случај, значи ако имавме дека на цела територија е службен македонскиот јазик и албанскиот јазик, тогаш немаше да има никаков проблем. Но во вториот став од амандман 5
се вели дека друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кои што кои што се со друга употреба на друг јазик од македонскиот, може да се употребува и тој јазик како службен во согласност со членот од уставот, односно со амандман 5. Тоа значи дека само она што е предвидено во амандман 5 како можност за комуникација и за употреба на друг јазик, само тука албанците можат да се движат и да го користат својот јазик како службен јазик. И не само албанците, туку и сите останати етнички заедници во средините, во единиците на локалната самоуправа, каде што се најмалку 20%. Сега, да, логично е, доколку би биле двата рамноправни, немало да има толку одредби во овој член. Значи, не може да бидат двата рамноправни, затоа што се знае дека во унитарна држава, каква што е Република Македонија, имаме само еден службен јазик. Тој службен јазик, македонскиот, се врзува со македонската држава и се врзува со македонскиот идентитет, но и со унитарниот карактер на државата. Вие немате ниту една држава во светот која што има унитарен републикански карактер, а каде што два службени јазика се во употреба, односно каде што имате два официјални јазика на цела територија на државата. Не постои таков пример. Зошто? Затоа што јазикот е еден елемент кој што е дел од државотворниот карактер на државата, односно од идентитетот, но и клучните столбови врз кои што се заснова една држава. Она што сакаат сега СДСМ и ДУИ да ни го представат е дека всушност за све нашле заеднички јазик, дека се е во согласност со уставот. Да се разбереме, ние и досега имаме и го применуваме законот за јазиците што се употребуваат, законот за јазици кои што се го употребуваат најмалку 20% од граѓаните од 2008 и таму сосема детално се уредени сите постапки, сите процеси во кои што може да се комуницира или да го употребуваат албанците и другите граѓани својот мајчин јазик. Значи, воопшто не е ново. Во судската постапка, слушам сега, во судска постапка ќе се употребувал албанскиот јазик, па и досега целокупната комуникација, но и писмените документи, списите и така натаму одеа на албански јазик. Истото тоа се однесува и на управната постапка, во собранието, во изборите, во изборниот процес, на референдум, во образованието, во радиодифузната дејност, во културата и каде се не. Тоа е уредено со закон веќе и немаме ние сега што понатака на тоа да се китиме дека некој друг го договорил, кога тоа е сега актуелна верзија и постоечка верзија на законот кој што е во употреба од 2008 до 2017 година. Друга е работата. Сега се сака да се добие впечаток дека во текот на преговорите се усогласиле овие две работи, односно дека албанскиот јазик ќе се употребува на цела територија на Република Македонија како службен јазик. Забораваме дека индивидуално право на употреба на својот мајчин јазик е индивидуално право. Албанците сакаат колективно право да остварат, дека нивната заедница е рамноправна како колективна заедница со македонската и покрај тоа што така не е напишано во уставот. Дали ме разбирате? Значи, секој индивидуално граѓанин има право да комуницира со органите на државната власт, да му се врати на неговиот јазик, но тоа не значи автоматска употреба на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија за сите граѓани. Затоа што употребата на јазикот, оној службениот, оној официјалниот, се однесува на сите. Албанците не може да ни го наметнат нивниот јазик како по автоматизам, како службен јазик на цела територија за сите. Тоа е тоа што е фактички главната спона, каде што имаме пречка и каде што се сопнуваат политичките партии. Очигледно Заев дозволил и такво нешто. Јас ја немам видено верзијата, но најверојатно тука каде што се кршеа копијата меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, каде што ВМРО пресече дека нема да оди чекор понатака, односно нема да го крши уставот, можеби во СДСМ веќе е договорено да се оди чекор понатака, односно да се по автоматизам албанскиот јазик да се изедначува и да се употребува на цела територија и на сите. Знаете што би значило тоа? Личните документи до сега, пасош, лична карта и така натаму, се издаваа на македонски јазик и на јазикот на граѓанинот кој што ќе поднесе барање.
дуи и албанците сега со ова инсистирање да се автоматизира албанскиот јазик на цела територија на државата, би биле исти. Значи сите ние, и јас, и вие, и сите македонци би добивале и албански имиња, односно лична карта, пасош и така натаму, што е невозможно доколку се чита Уставот на Република Македонија, односно амандманот 5 така како што треба да се чита, така како што е напишано. Во подрачните единици на министерствата, во единиците на локалната самоуправа, исто така граѓаните, сите оние што се над 20% имаат право да си го искористат, да го употребуваат, да комуницираат на својот јазик, така што не е тоа спорно и не е спорно она што вели во судска постапка. Спорно е нешто друго. Тука меѓу СДСМ и ДУИ е договорен принцип на автоматизам, значи целосна употреба на албанскиот јазик и изедначување со македонскиот на цела територија на државата, и тоа е апсолутно неприфатливо. Прво затоа што Уставот така вели, но и затоа што унитарна држава има само еден официјален јазик, нема повеќе официјални јазици, затоа што тоа е вовед во кантонизација, односно конфедерализација и федерализација на државата, што всушност е крајната цел на целото сценарио кое што не е познато веќе 2,5 години, а зад кое што очигледно свој аманет дал Зоран Заев дека тоа ќе го направи час поскоро, бидејќи целта на кризата беше да се одреализира целово ова сценарио кое што го гледаме веќе 2,5 години, веќе трета година. Професорке, што доколку се донесе овој закон, убедуваат дека 61 пратеник и Бадентерово мнозинство е совсем доволно за да се донесе ваков закон. Дали потоа тој може да биде оспорен евентуално на Уставен суд, дали Уставниот суд ќе има надлежности да го разгледува? Сигурно, меѓутоа јас би сакала да почекам, бидејќи еуфоријата која што го има зафатено Заев сигурно има некоја позадина и треба да видиме, времето ќе покаже што е тоа што толку го тера силно да манифестира некаква сигурност, бидејќи се сеќавате на 11 декември пред полноќ излезе и пред влада и рече дека е победник, па на крај пупу не важи, така што најдобро е работите да слегнат и да видиме што е што и кој е кој во целава приказна, но она што нормално ако се договорат, доколку Али Ахмети ги даде подписите на сите негови пратеници од пратеничката група на лидерот на СДСМ, во тој случај би можеле да имаме и ставање на предлог законот во собраниска процедура. Но во собраниската процедура има па една друга процедура која е поврзана со носење на закони, а тоа значи дека ВМРО ДПМН сигурно нема да седи со скрстени раце и сигурно дека ќе поднесе амандмани во однос на предложениот предлог закон, така што без разлика колку тие сакаат да го истуркаат тој закон, преку трупа викаат народот, сепак ќе мора да се соочат со амандманско читање, ќе мора да се соочат со амандманите на ВМРО ДПМН, така што нема да иде тоа се така лесно како што некој сака да ни го прикаже, дека е све готово, дека е решено и така натаму. А впрочем да ве потсетам и на една изјава која што ја даде господинот Али Ахмети, кој што кажа дека неговите потписи ќе бидат дадени во тогаш кога законот за употреба на јазиците ќе биде донесен во смисла на составување на влада. Така што имаме да се донесе прво законот, па потоа да се бира влада. Значи така што имаме тука многу наредни епизоди кои што ќе ги следиме во на политичкава сцена во Македонија. Апелирам до граѓаните да не се фаќаат на еуфоријата на господинот Заев, затоа што целата таа еуфорија има своја позадина за него, но во Македонија нема да се случуваат така брзо, молњевито за неколку дена, за 10 дена, за 15 дена работите, затоа што многу од условите кои што се поврзани со донесувањето и со формирањето на владата се комплицирани, затоа што ќе следи прво период на тоа да се избере председател на собрание, потоа ќе следи период на амандманско читање, поднесување на амандмани, амандманско читање, собраниската процедура и процедурата на донесување на закони може да биде многу растегната и може да доведе до разноразни состојби. Дополнително што тие 61 потпис нема да му бидат дадени сега,
затоа што ако така одлучиле на Централното председателство, вчера требаше да му ги депонираат тие потписи, но гледаме дека не се случи тоа. Значи има некои се уште прашања кои допрва треба да се анализираат, да се дебатираат и така натаму, така што не е ништо готово, не е ништо онака како што сакаат да не разубедат од СДСМ. Професор Каракамишева, сигурно ќе имаме прилика да поразговараме во детали за законот веднаш штом тој биде јавно достапен за сите. Сега сепак се ова само наши анализи врз основа на изјавите кои ги даваат од двете партии. Споменавте околу мандатот и тука има едно големо прашање со оглед на тоа што председателот Иванов, освен што побара 61 пратеник од 61 потпис од пратеници за да го додели мандатот, постави на некаков начин и два услови. Едниот од нив е да не се нарушува унитарноста на државата и националните интереси. Дали доколку овој закон е навистина ваков каков што го најавуваат, доколку воведуваат двојазичност на целата територија, може евентуално да биде причина председателот да не му го додели мандатот на Заев, да го оспори овој чин? Значи, целиот овој превез на тајност, нели, тајни договори, мистериозни некакви преговарања, договарања и така натаму, мене воопшто не ме беднисува, затоа што тука не се работи за договор на две политички партии како да си го наместат домот или како да си ја наместат куќата, тука се работи за витални прашања од витално значење за државата и од витално значење за, ако сакате, сите македонски граѓани, вклучително и граѓаните на Република Македонија од другите етнички заедници. Значи, мене не ме бендисува прво тој ексклузивитет на лидерите кои си го даваат за право, а не име никаде ставено во уставот како право. И вториот момент е зошто е потребна таква тајновитост. Значи, добро требаше нели да ни се даде на увид на целата македонска јавност и верзијата на СДСМ и верзијата на ДУИ, односно на албанските политички партии, и едноставно да видиме за што станува збор, бидејќи вака цело време нагодуваме што е можно да прочитаме, што е тоа што го договориле, не го договориле и така натаму. Мислам дека требаше и треба да се прекине со таа пракса на тајност во целото тоа преговарање, затоа што тајноста секогаш нуди, односно дава одредени нели енигми, прашања, подпрашања, зошто е потребна целата таа мартимистерија и така натаму. Во врска со мандатите, со мандатот за состав на влада, значи, јас велам дека уште во моментот кога ВМРО ДПМН не успеа да состави влада, ние сме сега во една состојба, не лимбо, правна состојба, туку целосно недефинирана состојба во која што ние не знаеме кои се правните правила кои им треба да се употребат во дадениот момент, бидејќи немаме правни правила. Немаме ниту уставно решение за оваа ситуација, ниту законско решение, ниту деловничко решение, никакво. И сега ние цело време сме во некаква состојба каде што политичките партии ги диктираат правилата на игра надвор од уставот и надвор од правниот систем. Имаме рокови кои што сами си ги зададуваат, нели? Велат во рок сега за 10-15 дена кај да е ќе составиме влада, па еве кај да е ќе ни ги дадат потписите, што воопшто не доликува на една организирана правна држава, на една демократска држава каква што нели сакаме да бидеме. Ние сме излезени одамна од уставот и од владењето на правото и сега имаме владење на политичари. Кој како сака си наметнува нели правила, си прави правила, си креира состојби, зависно од тоа како му угодуваат и работите се тераат. Гледаме дека никој не се буни и така натаму. И покрај тоа што ние како експерти цело време укажуваме на оваа неправна состојба, на оваа сулуда состојба во политичкиот и во правниот систем. Сега господинот Ѓорѓе Иванов исто така е на мака, затоа што тој, користејќи праксата од 92 година на неговиот претходник, наоѓа некаков модус кој што би бил најблизок до некакво правно решение, иако не е правно решение утврдено во уставот. Вели тој што ќе ми даде 61 потпис. Ќе го добие мандатот. Добро, ќе го добие мандатот, но тој го врзува сега со добивањето на мандатот со уште два услова, како што кажавте, програмата да ја види, дали таа задира и е во согласно со уставот, но и дали задира во унитарниот карактер на државата и дали некој ќе му обезбеди нели она што за што се залага да се обезбеди развој на и реформа на безбедносните служби во државата. Извинете, ами и тоа е исто така надвор од уставот.
Затоа што определувањето на мандатар не се врзува со некакви претходни услови, како претходна постапка, па сега вие да барате од политичките партии такви исполнување на такви услови. За мене ќе беше подобро и е подобро доколку председателот на државата го искористи своето уставно право да поднесе заедно со давањето на 61 подпис, да поднесе во Собранието на Република Македонија еден уставен амандман, предлог уставен амандман, каде што ќе биде фактички ставено во една реченица она што најмногу не боли. А тоа е дека уставното име Република Македонија и унитарниот карактер на државата, што подразбира и еден официјален јазик во државата, не сме или забрането е да биде предмет на уставна измена или уставно дополнување. На тој начин председателот ќе ја обезбеди, ќе ја забетонира унитарноста на државата, ќе се забетонира официјалниот службен јазик кој што е на употреба на цела територија, бидејќи имаме еден само и само така треба да остане, и ќе се забетонира прашањето околу секои идни можни калкулации со уставното име, бидејќи на крајот на денот сите сваќаме во што е приказнава. Приказната е да се промени уставното име на Република Македонија. Точка. Све ова што се прави на политичката сцена е да се натераат македонците, да се релативизира целава ова наша борба за македонски идентитет, македонско име, македонски јазик, традиција, историја, да си поплукаме на сите оние предци кои што ги изгубија своите животи за независна самостојна држава, да поплукаме по Гоце Делчев, по Ѓорче Петров, по Даме Груев и така натаму, се со цел да задоволиме нечии интереси, апетити на Грција и на сите останати меѓународни фактори кои се заинтересирани да не збришат од картата на автохтони самоопределени нации и народи каква што е македонскиот народ. Така што, уставното име Република Македонија мораме да си го заштитиме заедно со унитарниот карактер, а за безбедносните сили, реформата на безбедносните сили секако дека треба да стане збор, бидејќи држава без безбедносни сили не е држава. Така, ако сака председателот на државата навистина да поентира во целава работа, тоа е и суштината на македонската платформа, да заедно со давањето на подписи да го достави во собранието предлог уставниот амандман и тој предлог уставен амандман да се гласа на првата седница на собранието на Република Македонија, се со цел да видиме кој каде е. Која политичка партија каде инклинира, каде припаѓа и кој што инклинира, и на тој начин да ги расчистиме многу од отворените дилеми кои постојат во Република Македонија.